Значи, од самото основање ВМРО ДПМН, иако дознавме тоа години подоцна, многу истражувачи, луѓе аналитичари, некои што беа директно од безбедносните разузнавачките служби, рекоа дека дел од формирањето на ВМРО ДПМН, како партија која што е национална, биле инволвирани и старите служби на поранешна УДБА, и што ми имате инволвираност на разузнавачките и безбедносните служби во една политичка партија, кои што претходно служби работеле со емиграцијата, каде основачите знаеме дека беа Драган Богдановски, кој дојде од емиграција, и овдешната екипа на млади јуноши начело со Љупчо Георгиевски, Борис Мејковски. Видовме после тоа за некои од тие ликови дека беа директна инсталација на македонските служби, инсталирани внатре со цел да направат одреден раскол и партијата ВМРО да ја следат тие расколи. Втората објективна реалност е дека таа партија има свој идеолошки проблем од почетокот. Значи, идеолошкиот проблем се состои прво од тоа дали е на чиста македонска линија или пак партијата ја инклинира кон некакви историски реминисценции кои што се поврзани со источниот сосед со Бугарија. Знаеме што била историската ВМРО. И од тие причини тоа некако се провлекува низ 90-тите години. Ние знаеме дека се познати оние судири на така наречено бугарофилско крило кое што е така наречено македонистичко, од кое излегуваат подоцна други партии. Третиот елемент кој што исто така мислам дека е многу важен е каков е односот на таа партија кон некои прашања кои што се клучни за Република Македонија, значи во контекст на незината врзаност со Запад, односно врзаност со меѓународниот фактор. Значи дали таа партија е прозападна, дали е просуверенистичка, националистичка, происточна. Значи седо Конгресот во Кичево 95-та година држи една таква антиалбанска матрица. Тоа прашање, односот кон албанците и односот кон меѓународната заедница секогаш било проблем на конфликт во ВМРО ДПМН. На кои идеолошки политички линии ќе биде таа партија. Мислам дека тие поделби имаа свое влијание од една страна поради тоа, но второто влијание беше сериозно на безбедносните служби што сакаа да го растурат тој врв. Важната определница на таа структура на Георгиевски, со доста Димовска тогаш, со Борис Трајковски подосна како председател, беше сепак Македонија да се сврти кон одредени евроатлантски структури. Изборот на Никола Груевски за лидер на ВМРО ДПМН од страна беше октроиран, значи од страна на Љупчо Георгиевски. Но од една страна беше октроиран, од друга страна беше и поддржан од меѓународниот фактор. Георгиевски им го даде човекот кој што го сака, условно речено, на Запад. Никола Груевски беше еден прагматичен министер, меѓутоа беше чувар на касата, ако се сеќавате на финансиска, и кој што ја наследи добро и празна, меѓутоа беше и чувар на тајните. Беше чувар на тајните од 2000 од првото раководство на ВМРО ДПМН, односно првата влада на ВМРО ДПМН. Тој конгрес беше наместен и таму се знаеше дека треба да победи Никола Груевски. Значи, да не бидеме сега ситничави, слични работи се случуваа и во СДСМ со долги години. Значи, наследството на лидерите се бираше од страна на султанот, тогаш беше Султан Георгиевски, и тој го определи својот наследник. Но мислам дека сепак неговата проценка беше погрешна и во контекст на тоа дека Никола Груевски веднаш ќе му заврти грб. Голема помош во тоа што се случи победа на Никола Груевски, односно на струјата на Никола Груевски на таму, е фактички што имало одредена помош и од тогашната актуелна власт, од незините министри за внатрешни работи, дека и други некои ликови, банкари и така натаму се споменува, кои што помогнале во обезбедување на одредено мнозинство, да добие за двајца делегати фактички на тој собир, на таа конференција, струјата на Никола Груевски.